Почитувани, утре во 12 часот и 5 минути овде ќе се одржи настан за кој не се знае кој го организира, не се знае кои се учесниците и не се знае која е вистинската цел. Единствено што се знае е темата – политичкиот плурализам и состојбата на опозицијското делување. Во превод, тоа значи создавање на повеќе опозицијски блокови по моделот на Вучич од Србија, разбивање на гласовите и збунување на граѓаните. Еве ја поканата. Не се гледа кој организатор, кои се говорници, но ние знаеме кој организатор. Се вика Христијан Мицкоски, шеф на организирана криминална група ВМРО. Затоа се одвива за затворени врати, под четем House Rule. Ова не е отворена дебата за еднината на Македонија. Ова е класичен начин на кој Христијан Мицкоски создава своји сателити, Знам 2.0. Кога Мицкоски сака да направи нов политички проект за разбивање на опозицијските гласови, тој не го прави тоа јавно. Тој собира луѓе без имиња во сала без име со организатор без име и под странски правила за тајност разговара за еднината на државата. Четем House Rule за луѓе без имиња, за организатор без име, за политика на еднината без лице. Играчи кои треба да ја обликуваат судбината на Македонија според туги интереси. Интереси на Христијан Мицкоски и агенди на други држави, како Русија и Кина. Изолирана држава, слеп од црево на Балканот и Европа. Во исто време, кога Европската Унија постојано предупредува за мешање на странски служби во политиката на Мицкоски, тој продолжува да спроведува туги агенди. Мицкоски секојдневно ги исполнува тугите барања, но никогаш македонските и европските. Затоа и се крие зад затворени врати, исто како што ги крие криминалните тендери. Затоа и нема имиња. Затоа и се користи странско правило за тајност. Ова е Знам 2.0. Знам еднаш ја предаде својата партија, а потоа и своите гласачи, ставајќи ги нивните гласови на располагање на Христијан Мицкоски и организираната криминална група ВМРО. Граѓаните не се наивни. Денес граѓаните јасно гледаат кој стои за овој проект. Се гледа и од авион Христијан Мицкоски и неговата банда. Од оној авион во кој него болат колената. Единствена вистинска опозиција ќе биде обединета околу фронтот за вистина и правда. Вратите на фронтот се отворени за сите што сакаат демократско општество, без лаги и корупција. Општество што знае дека Европа нема алтернатива. Се друго е проект на организирана криминална група, предводена од нејзиниот шеф Христијан Мицкоски. Фронтот има име и презиме – Македонија и Европа. Тоа е лицето на еднината. Тоа се вика патриотизам.